Јас немам спремен говор, ама точно знам каде ќе ги потрошам овие пари ако ги имам. Слушнав дека децата се најголемото богатство во Македонија. И слушнав дека децата заслужуваат внимание во Македонија. Слушнав дека децата се нашата иднина. Затоа им го стави овој карусел на децата, а за тоа време ја укина Комисијата за ретки болести, која требаше да има фонд за деца со ретки болести. Тие пари би ги дала во таа намена, затоа што има многу деца што им се потребни средства за да се лекуваат, а не да бараме хуманитарни акции да собираме по 100 денари. Тоа ни е потребно за нашите деца. Инаку исто така за луѓето со посебни потреби, ова е срамно. Ако сакаме да сме дел од Европа, пред се би требале улиците да ги средиме, тротоарите, затоа што тие луѓе немаат приод никаде, немаат приод ни во школа, немаат приод ни овде да дојдат, немаат ни до обична болница. Понатаму, мислам дека една од најбитните работи е едукацијата. Подигање на свесноста на нашите луѓе кои не знаат што значи достоинство. Значи, постојат програми во едукацијата кои ќе им укажат на луѓето како треба да се борат за своите основни права. И секако во здравството, каде што санитарните чворови не се дури ни јавни WC-а. И тоа од, не знам, немам споредба да кажам. Значи, тие пари можат да се потрошат исклучиво само на тоалетите и на санитарните чворови во државната болница. Има уште милиарда работи за кои требаше оваа влада да инвестира, наместо да ги прави овие камења овде околу нас.